Многу ми е жал, повторно ќе потенцирам, што владата на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција покрај храброста да го реши ова прашање, не успеа ова многу значајно прашање да го реши врз основа на претходно изграден национален консензус. Ако тоа беше така, немаше сега да се доведеме во ваква состојба. Немаше тука сега да се надмудруваме, да се расправаме и што е најлошо од се, да се калкулира во јавноста кои ќе бидат тие пратеници, кои ќе го овозможат тоа двотретинско мнозинство и кои ќе бидат окарактеризирани во јавноста, а тоа ќе видиме како, нели, како предавници, патриоти или херои. Туку напротив, за вакво прашање, овде во собранието, требаше сите 120 пратеници да бидеме обединети и единствени. Ако тоа го направевте, ако претходно го водевте овој процес во насока да се постигне национален консензус за ова многу значајно прашање, сега ќе можевме овде во собранието со еден заеднички глас, сите сплотени, ќе кажам со акламација, да ја потврдиме таа евроатлантска иднина. Тоа за мене е голем успех. Дозволете ми во оваа прилика, накратко, бидејќи нема можност да зборувам подолго, а и има многу што да се каже, да потсетам на неколку важни работи, тоест прекршување на процедури или слободно можам да кажам лошо менаџирање на овој процес од страна на представниците на владата. Селективно информирање на целокупната постапка, не вклучување на председателот на Република Македонија во целокупниот процес, не вклучување на опозицијата во овие процеси и изнаоѓање, морам да кажам, на заедничко решение во носењето на сите одлуки претходно, непочитување на законските одредби за склучување на меѓународни договори, непочитување на деловникот на Собранието на Република Македонија, со што се оневозможи квалитетна дебата на матичната комисија за надворешна политика. Тоа мене, навистина лично, многу ми сметаше. Таа дебата ни беше од круцијално значење, неопходно важна. А вие што направивте? Наместо да дебатираме, да повикаме експерти, професори, познавачи на уставното и меѓународното право, а и ние, како пратеници, ќе имавме можност да дадеме своји сугестии и позитивни забелешки, на тој начин и целосно ќе имавме можност да се запознаеме со договорот и легитимно да добиеме одговори за многу прашања што не интересираат и мене и вас како пратеници, а верувам и јавноста. Сите ние бевме спречени во тоа. Вие брзо плето ја скративте можноста за квалитетна дебата, дали тоа го направивте свесно или несвесно, тоа најдобро вие знаете, и ја ограничивте неможноста да дебатираме преку ставањето на точка на договорот на Комисијата за европски прашања, мислејќи дека на тој начин брзо ќе се протурка ова сензитивно прашање за нашата држава. И што доведе сето тоа? Да се префрли одговорноста на пратениците во собранието. Тоа е ниту честно, ниту сериозно од страна на сите кои учествуваа во овој процес. Почитувани присутни, мора да се согласиме дека дел од овој процес се водеше несериозно, зашто сме сведоци и на крајниот резултат на референдумот. Самиот референдум покажа дека е грешно воден овој процес. Ние не можеме слободно да ги интерпретираме Уставот и законите, бидејќи тие јасно кажуваат што е успешен, а што неуспешен референдум. Референдумот не е анкета и не може да се гледа како анкета. Факт е дека ние имавме неуспешен референдум и сите тоа го потврдуваме овде во изминатите денови. И експертите, и професорите, и ние овде пратениците, и вие како представници на владата и директни учесници. Колку и да се обидуваме, не можеме да ја смениме реалноста. Колку и да се трудиме да дадеме друга интерпретација за референдумот, не може да ги промениме бројките кои се фиксни и се знаат, и одлуката на ДИК е јасна во таа насока и го потврдува тоа. Сакам многу јасна да бидам. Сите ние сме согласни дека сме за Европската Унија и НАТО, но не можете да прифатите договор во кој постои одредба дека ќе се оди на референдум, а вие да не обезбедите национален консензус по тоа прашање. Не можете да прифатите промена на Уставот без да обезбедите национален консензус и мнозинство овде во парламентот. Ние немаме, односно во парламентот и пошироко, ние немаме реална слика од референдумот. Тоа ќе го постигневме ако претходно, пред да се оди на референдум,
Владата обезбедеше национален консензус. И ако двете најголеми политички партии одеа со јасна кампања за или против, само на тој начин ќе имавме реална слика во која насока треба да се движи Република Македонија во решавањето на ова суштинско прашање. Јас во оваа насока ќе го цитирам премиерот, господинот Зоран Заев, во една прилика сега брзо прочитав, може да ме демантира ако не е така, кажа: пратениците не се математика и бројки. Да, и се согласувам со тоа. И на сите треба да ни биде јасно дека не се тоа. И уверена сум дека никој, ама буквално никој, нема да се продаде по било кој остав кога се работи за интересите на Република Македонија и да одлучи што е најдобро во таа насока за нашата држава. Ние секој ден во јавноста, во медиумите гледаме најразлични коментари за пратениците. Секој си зима за право да каже се и се што во нивно име и да ги нарекува предавници без било каков основ. Тоа е факт, реалност која ја живееме секој ден во овој изминат период. Секој ден се прават најразлични анализи и калкулации и секој си дозволува да ги стави на тест пратениците од опозицијата, а со тоа да бидат предмет на било какви манипулации. Пратениците не се одговорни за сето ова што денес не се случува. Одговорноста треба да се бара на друго место.